По повод денот на борецот 4 јули, кој што се празнувал во поранешна Југославија, Сдруженијето на граѓани Јосип Брз Тито од Кочани денеска во паркот на Револуцијата во Кочани положи цвеќе на спомен одбележијата од народно-ослободителната борба и Илинденскиот период. Цвеќе положија на споменикот на председателот на Крушевската република Никола Карев, како и на спомен обележијата на првоборците од Кочанскиот крај Раде Кратовче и Љупчо Сантов. На тој ден Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија упати повик до народите на Југославија, со кој ги повика да се кренат на оружено востание против непријателите на земјата, против окупаторите и нивните домашни слуги. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито во својата програма има зацртано да ги празнува и слави сите празници кои што се празнуваа во Социјалистичка федеративна република Југославија, меѓу кои и овој денешниот, односно денот на борецот 4 јули. Меѓу нив беше и најстариот член во Република Македонија од Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани. Јас сум 94,5 години. Јас сум член на партијата од 42 година. Од 42 година сам член партија бил. Работил сам со Љупчо, со Бане Крадорански, с Раде Кратовче, работил сам за време окупацијата кој беше бугарите. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани традиционално секоја година го одбележуваат овој ден со положување на цвеќе на спомен одбележијата во паркот